Во текот на денешниот ден гасиме 13 пожари на отворено или шумски пожари. 5 успеавме да изгаснеме, активни за жал се дури 8 пожари. Еден од најтешките пожари за гасење е овој пожар каде што се наоѓа моментално, пожарот во аторот на село Брезница, село Тажево, кој што се уште се заканува на селото Брезница, иако сум убеден дека ќе биде одбрането во територија на општина Македонски Брод. Овде во текот на целиот ден действуваат неколку хеликоптери, ефектите од нив се мали, но тука се наоѓа 40 член унгарски тим пожарникари кои што даваат голем допринос со поддршка на 50 македонски професионални војници. Вториот тежок пожар е на територијата на општина Демир Хисар, на Илинска планина, каде што ситуацијата исто така е тешка. Активно учествува локалното население, имаме припадници на локалните пожарникари од национални шуми, но самата вегетација која што гори создава чад и го отежнува дејствувањето на воздухопловите. Третиот тежок пожар е на територијата на градот Охрид над Косел, кој што повторно се распалува. Од време на време локалните власти со поддршка на хеликоптери, на МВР и српски хеликоптер успеваат да воспостават контрола, но за жал истиот се уште не е изгаснат. Четвртиот пожар е на територијата на Богданци, избувна вчера попладне, кај местноста викана Погана, гори околу ветерниот парк. Таму действувавме исто така со хеликоптери, но поради силниот ветер хеликоптерите мораат да се вратат. Повторно се обидовме да испратиме хеликоптери, но повторно се вратија поради силниот ветер. На терен има припадници на национални шуми, на дирекцијата за заштита и спасување, како и локално население. Следниот пожар е кај Гевгелија, кај село Фурка, кој што се приближува кон еден воен објект, каде што војската го штити самиот објект. Исто така и таму имавме проблем на дејство со воздухоплови поради силниот ветер. Наредниот сериозен пожар е кај Провиштип, село Зелени град, каде што за жал се уште имаме одредени краци кои што се активни. Делуваат 2 хеликоптери од Унгарија и дејствуваат сили од земја. Седмиот пожар е на територијата на општина Пласница, во близина на село Пласница, кој што сега е оддалечен од Пласница кон село Латово, но за жал и овој пожар предизвика вознемиреност кај населението. Овде учествува поголема група на местно население, но во секој момент треба да добијат поддршка од локалните пожарникари. Тоа е се за денес, изгаснати се 5 пожари. Благодарност до сите оние кои што активно учествуваат во пожарите. Огромен апел до сите македонски граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи најмалите пожари предизвикани од невнимание или со зла намера може да изгорат стотици хектари квалитетна шума, но и да убијат луѓе или да изгорат некое убаво македонско планинско село.